се работи за голема трагедија која што се случи јавното обвинителство. Откако известено и јас лично формиравме тим, јас формирав тим од 5 јавни обвинители, со тоа што 2 јавни обвинители од Основно јавно обвинителство Скопје, еден јавен обвинител од Основно јавно обвинителство Штип и 2 јавни обвинители од Основното јавно обвинителство Кочани. Има и раководител на тимот, дел од обвинителите се на терен, а другиот дел на обвинителите издаваат наредби за одредени процесни действија. Така да во тек на денов ќе се врши увид и ќе се преземаат сите действија околу евентуалните сторители, да речем, на односно прибирање на докази, да видиме кој се пропусти и како настанала дел од незгодата. Прелиминарни информации имате во врска со како настанала ситуација? Во моментов не можам да кажам. Очигледно е дека тоа ќе биде соопштено во текот на денот. Обвинителе, кои се околности ќе се истражуваат во однос на овој кривично-правен настан, освен настанувањето како настанал самиот пожар, што друго ќе проверува обвинителството во рамки на своите надлежности? Значи, токму тоа, во моментов, јавните обвинители издаваат наредби во однос на евентуалната одговорност, како вертикална, така и хоризонтална, за евентуалните лица што можат да бидат инволвирани и евентуално на одговорност, да има одговорност за овој настан. Мавара потврди претходно дека неколку лица се уапсени, дали ви имате информација за тоа, дали веќе со некои се испрашани од страна на обвинителите? Од страна на Мавара има одредени лица кои што даваат изјави, така да во теков на денешниот ден од страна на јавниот обвинител ќе бидат издадени наредби. Не можеме да ви кажеме. За колку лица станува збор? И тоа не можеме да ви кажеме затоа што немаме конкретни бројки.